најпрво да изразам, ајде ќе почнеме од почеток. Добар ден на сите и дозволете ми на крајот на третиот состанок на иницијативата на Западен Балкан да кажам дека се движиме понатака со договори кои што веќе се потпишани и прво би сакал да ја изразам мојата длабока благодарност за солидарноста што досега беше искажана од трите почитувани гости тука, кои што се на масата заедно со мене, и солидарноста на нивните држави веднаш по трагедијата во Драч. Навистина сме благодарни на спасувачките тимови, на сите поединци и на сите групи кои што веднаш дојдоа од Црна Гора, од Србија, од Северна Македонија да и помогнат на Албанија и на албанците, на луѓето кои што беа погодени од земјотресот и на областа која што исто така беше погодена и заедно со другите да спасуваат луѓе. Тоа е нешто што секогаш ќе остане во нашата колективна меморија. Од друга страна, ова е можно битен пример на фактот дека споделуваме иста судбина на една територија, на еден простор, каде што сите имаме обврска да го надминеме минатото со цел да градиме мирна и просперитетна иднина за сите наши деца. Јас нема да одземам многу време, бидејќи би сакал да оставам простор за гостите и за новинарите, но од срце би сакало да се заблагодарам на Европската Унија, на представниците од Европската Унија, на Стейт Департментот и нивните представници, како и на сите представници на важните финансиски меѓународни организации, како Светската банка, Европската банка за реконструкција и развој, Европската инвестицијска банка, кои што беа присутни на состанокот и го поддржуваат целосно овој процес. Јас морам да кажам дека нема да престанам да повторувам дека ова е иницијатива која што не исклучува никого, таа е инклузивна, отворена, не поставува услови и не се наметнува на никој и не е наметната од никој. Ние во Тирана, како и на претходните состаноци, ги поканивме сите. Дозволете ми отворено да го кажам ова, дека за мене постојаното одбивање на косовските власти да присуствуваат на оваа маса не е сватливо. Исто така е лошо за самото Косово. Тука сме да изградиме мост помеѓу минатото и иднината, минатото што не поделуваше и иднината што не спојува, што не обединува. Јас цврсто верувам дека целиот овој процес соодветствува со амбицијата што е изразена од страна на сите земји и со обврската на секоја земја да стане дел од европското семејство со
здружени сили кои што треба да го забрзаат тој процес. Процесот на пристапување кон ЕУ. Ние во наш простор треба да поставиме стандарди кои што се усогласени со 4 слободи на Европската Унија. Слободно движење на луѓе, стоки, капитал и услуги. Гласовите од минатото не може веќе да се слушаат со омраза. Нема потреба ние да измислуваме лек за тоа минато. Доволно е да видиме како постојаната комуникација, диалогот, отворената дискусија и договорот, не да се договориме за се, туку да работиме заедно на оно што го договараме, всушност ги зближува луѓето, ги зближува државите и прави да се движат понатаму, да бидат подобри сојузници. Тоа нема да сопре. Ке продолжи со довербата што ја имаме, за да спроведуваме договори кои што биле креирани предходно. Ова може да го претвориме во секојдневна реалност на граѓаните, на предпријатијата, она што постојано се договара во Берлинскиот процес, според ЦЕФТА и во други иницијативи и на други тркалезни маси. Во ниту еден случај, историјата не покажала дека само исклучувањето, само изолацијата, затвореноста и одбивањето донеле нешто добро. Тоа никогаш не донело плодови за идните генерации. Без натамошно должење, би сакал исклучително да се заблагодарам на председателот на Црна Гора кој ни се приклучи денес на дискусијава. И чие искуство и пристап се исклучително важни и додаваат вредност на процесот. И сега ќе му го препуштам микрофонот. Се надам дека колегите ќе имаат разбирање. Дами и господа, би сакал прво срдечно да ве поздравам и да искористам оваа можност да изразам благодарност до моите пријатели премиерот Рама, председателот Вучич и премиерот Заев за поканата што ми ја упатија мене и на Црна Гора да бидеме нивни гости на состанокот на иницијативата што ја започна овие 3 земји во нашиот регион. Би сакал особено да се заблагодарам на председателот Рама за гостопримството. И тука би сакал да почнам со клучните впечатоци од посетата на Драч. За жал, можевме да ги видиме резултатите од природната катастрофа и исходот што дојде од неа. Можевме да видиме дека голем број на граѓани на Албанија ги претрпеле овие последици и сакам да повторам дека солидарноста и пријателството во овој случај со Албанија, но и со другите земји е мошне битно. Не морам да ве потсетам, пред известно време Црна Гора мина низ слична ситуација и почувствува што значи солидарноста од пријателите и соседите. Затоа и ние сме посветени на солидарноста, за да понудиме рехабилитација на последиците од земјотресот. Ви благодарам за можноста да работиме денес заедно и да дискутираме со вас за можните бенефиции што може да ги донесе оваа иницијатива,
она што луѓето го нарекуваат мини Шенген, но што може да ни донесе не само нам, но и на другите земји. Бидејќи, како што кажа премиерот Рама, на сите презентации денес можевме да видиме дека оваа иницијатива е инклузивна и дека сите кои што ги препознаваат предностите на оваа иницијатива може да се приклучат на дел од неа или на целата иницијатива и веруваме дека може да донесеме добро. А ако можеме да донесеме добро, тогаш треба да бидеме дел од неа. Мислам дека нема потреба да ве потсетам дека Црна Гора е навистина посветена на регионалната соработка. Ние сме членка на 27 регионални иницијативи и со 6 во моментов председаваме и затоа ние веруваме дека ваквите регионални иницијативи создаваат одлични можности за подобрување на довербата меѓу државите од регионот. А соработката значи дека придонесуваме кон развојот на секоја од нашите земји и кон развојот на регионот. Покрај ова, регионалните иницијативи создаваат одлични можности за нас да ги зацврстиме нашите капацитети за соработка во пошироките иницијативи на кои што би сакале да бидеме членки. Најчесто ја споменуваме Европската унија, интеграцијата и членството во неа. Сакам исто така да кажам дека премиерот Рама во текот на работниот дел на нашите состаноци денес ја спомена можноста дека Црна Гора може да биде домаќин на следниот состанок на оваа иницијатива. И сакам да потврдам дека ние би го сакале тоа, би сакале да бидеме домаќини, затоа што верувам дека треба да го охрабруваме диалогот, да вложиме напори, да ги донесеме сите кои што може да имаат интерес од овој диалог. Мислам дека можна е важно активностите од мини Шенген иницијативата да бидат хармонизирани, согласени со другите иницијативи. Како што можевме да слушнеме денес, ова треба да биде иницијатива што треба да го подобри секторот на имплементација. А во претходните иницијативи зборувавме за подобрување на овие 4 слободи кои што се во основата на иницијативата Мал Шенген. Сега време е да подобриме имплементацијата, затоа што веруваме дека оваа соработка ќе донесе нови развојни можности за секоја наша земја. Уште една работа. Важно е што во секоја регионална иницијатива ние може да препознаеме можност да имаме динамичен напредок кон целите од од интеграцијата во Европската унија. Сите ние сакаме да бидеме членки на ЕУ, но секоја од нашите земји сака и да си го направи своето општество по-европско. И да се осигуриме дека нашите општества припаѓаат на тој европски систем на вредности и дека го имаат тој стандард на живот како земјите членки на ЕУ. Тоа е главната одговорност на нашите земји. Затоа сите иницијативи ќе имаат повеќе смисла ако знаеме дека водат кон постигнување на стандардите што ќе ни помогнат да дојдеме до полноправно членство во Европската унија и тоа што е можно побрзо. Верувам дека во нашите дискусии денес, на нашите средби денес, успеавме да си објасниме себе си, но и на јавноста колку можности може да понуди оваа иницијатива. И задоволство ни е да учествуваме на овие состаноци и да учествуваме и во иднина на нив, да придонесуваме кон регионот на Западен Балкан. Дами и господа, почитувани председатели на влади, почитуван председателя, јас ќе се обидам да бидам кус. Минатиот пат, кога зборувавме
ги измалтретиравме сите новинари, тие одвај чекаат да завршиме. Она што е важно за нас е нашата соработка да се интензивира. Но пред да кажам нешто за поконкретните чекори, би сакал да изразам уште еднаш сочувство до сите семејства на настраданите луѓе во ужасниот и катастрофален земјотрес што ја погоди Албанија. Она малку колку што можевме да помогнеме, тоа и го направивме, но искрено сочувствувавме со албанскиот народ и мислам дека повеќето луѓе во вашата земја тоа можеше да го почувствува. Благодарност на премиерот Рама за гостопримството што не однесе и до Драч, каде што можевме да ги видиме прекрасните деца кои што останале без своји домови, без своите родители, без дедовци и баби. И она што можам да ви го кажам е дека владата на Србија во понеделник ќе донесе одлука за значителен износ на пари со кој што ќе им помогне на Албанија и верувам дека ќе бидеме еден од 3 или 4 најголеми билатерални донатори за настраданите во Драч и многу други места во Албанија. Оно што е важно за нас во рамките на разговорите што ги имавме денес е да ги интензивираме нашите напори, да ги конкретизираме договорите, што значи тоа за луѓето кои што живеат во нашите земји. Јас сакам да го прескокнам сладкоречивиот филозофски дел и сакам да кажам дека нашите единици за вонредни ситуации и состојби ќе соработуваат во иднина кога ќе се случи некоја трагедија во Албанија, Северна Македонија или Србија, во истиот момент сите расположливи сили да бидат распределени во таа земја и на органите на таа земја каде што се случило земјотрес, поплава, пожар, што и да е од елементарните непогоди. И истовремено разговаравме за тоа како натаму да ја подобриме нашата трговска размена, како да го олесниме прометот и трговијата со стоки, со услуги, движењето на капиталот, движењето на услугите и мислам дека донесовме важни одлуки. Тоа ќе го подпишеме, дали во Подгорица, дали во Белград, мене ми е сеедно, како и да се договориме, ќе биде добро, но мислам дека тоа ќе биде од големо значење за целиот регион. Тоа значи дека натаму ќе ги градиме не само нашите ветеринарски фитосанитарни инспекции, царинските тимови, ќе имаат состанок во наредниот период за да ги го олесниме царинењето, да го намалиме чекањето на граници, да го зголемиме бројот на ленти на нашиот граничен премин, да го зголемиме бројот на ваги за да можат камионите побрзо да поминуваат, да не се задржуваат по 23 часа, да не се задржуваат повеќе од 6 до 7 часа, да се обидеме да го спроведеме договорот кој што ќе го направивме за овластените економски оператори. И тоа ќе го подпишеме со Албанија и билатерално на следниот состанок. Тоа значи дека одредени компании кои што веќе имаат искуство и кои што се препознатливи може неспоредливо полесно да ги поминуваат границите. И тоа многу ќе значи за сите наши земји. Ќе ги намалиме оперативните трошоци, ќе го подобриме стандардот на нашите граѓани. Само преку Прешево Табановце поминуваат 320.000 камиони годишно и може да замислите колкава корист ќе биде тоа за секој од нас. Истовремено, она што го договоривме и што е мощно важно, зашто никои го нарекоа тоа и на некои луѓе им пречи, го нарекоа мини Шенген, мал Шенген, може да го викате како сакате. Но ние ќе се обидеме да формираме што е можно поединствен пазар на трудот, што ќе значи подобро привлекување на инвеститорите од надвор и тоа значи дека кога србите или македонците ќе сакаат да работат во Албанија, ќе имаме ист систем, да биде возможно само да се евидентираат и потоа да имаат постојана работна дозвола за работа во Албанија. Истиот случај е со сите граѓани на сите територии во нашиот регион и мислам дека тоа ќе има многу големи придобивки. Допрва ќе се соочиме со проблемите на пазарите на труд. Нашата трговија мора да се движи што е можно побрзо.
постојат предлози, верувам дека на следните состаноци ќе направиме нешто. Гледаме да приближиме што е можно повеќе регулативи до нас, за да обезбедиме што е можно поединствен пазар од 11-12 милиони, затоа што тоа ќе биде многу попривлечно и многу подобро за сите од надвори за Европската Унија, отколку како што е случајот сега со поединечните земји кои што сите се мали и имаат мал број на жители. Уште еднаш ви благодарам за гостопримството. Представници на медиумите, почитувани новинари, благодарам што сте со нас. Почитувам председателе Џукановиќ, почитувам председателе Вучиќ, почитувам премиер Рама. Прво, дозволете да го споделам задоволството што навистина последните 3-4 месеци дефинитивно уште по неколку пати веќе кратно покажуваме дека ова е нов Балкан, Балкан на 21 век во кој што седиме и разговараме и сакаме да направиме многу повеќе од тоа што досега сме го правеле. Се разбира, во оваа прилика сакам и формално да изразам благодарност до премиерот Рама да ја организира токму оваа средба. Утрово го посетивме Драч и јас сум се уште под емоциите од трагите на уништувачката катастрофа што му се случи на тој град, но секако и на Албанија. Искрено се надевам дека помошта што речиси веднаш пристигна од соседите од меѓународната заедница барем за малку ќе облажи болката и последиците. Како најблиски соседи ќе продолжиме и понатаму да помагаме и ја користам приликата до сите граѓани од мојата земја, до сите бизнисмени кои што работат во Република Северна Македонија, домашни или странски, да продолжат заедно со нас државните институции во делот на солидарноста, затоа што навистина тоа е токму и едниот важен сегмент и на оваа регионална соработка која што ја презентираме. Сакам да тука да напоменам дека на следната средба, веројатно во Белград, почетокот на февруари, нашите служби за дирекциите за заштита и спасување ќе ги потпишат протоколите кои што ќе дадат заедничка можност за сериозен брз активацијски процес за да се најдат на сите земји овде во регионот се со конечна цел да покажеме уште поголеми ефекти на солидарноста, помагањето и соработката, од кој што бенефит ќе имат сите наши граѓани. Накратко, што постигнавме и што очекуваме да постигнеме. Навистина, после состаноците во Нови Сад, во Охрид, еве едно резиме, правиме и денеска овде во Тирана. 24 часовната соработка која што поставивме со Србија веќе ги дава првите резултати. Очекуваме да се постави вагата, да се продолжат лентите дополнително и тоа секако ќе го почувствуваат уште повеќе и граѓаните и транспортерите кои што се на границата Табановци-Прешево. Она кое што навистина го покажавме како пример од Охрид до сега еве за 4 седмици ги потпишавме договорите на граничниот премин Лојан-Емиратовац, која што дефинитивно е сериозна работа и покажува сериозен ефект кога од врвот ќе се пуштиме заедно еве председателот Вучиќ и премиерот Заев да може да воспостават преку нашите институции директно, практично спроведување на дело, нешто кое што е конкретно, кое што придобивка за граѓаните и на Србија и на Република Северна Македонија, но во конкретниот случај преку 95% за албанците и од Србија и од Република Северна Македонија. Ова го испрегам како апел дека придобивки има големи и треба навистина да влеземе сите од целиот регион Западен Балкан 6. Во февруари на состанокот во Белград верувам дека царинските дирекции на Северна Македонија и на Албанија ќе го потпишат договорот за One Stop Shop за граничниот премин Ќапасан. Тоа е нашата следна цел, како што тоа веќе функционира помеѓу Србија и Република Северна Македонија на Табановце. Главна цел на овие One Stop Shop, односно гранични контроли со едно застанување, наскоро да станат Non-Stop Shop, односно да нема повеќе и застанувања. Тоа се нашите таргети кои што ги поставуваме пред нас. Секако, спомна председателот Вучиќ, воведувањето на безхартиниот систем, кој што имат конечна цел нашите царински испостави и другите агенции да го воспостават, е една цел која што е представена пред нас. Неодамнешните одлуки донесени во рамките на ЦЕФТА за време на председателството на Албанија, особено одлуката за автоматското признавање на овластените економски оператори, е навистина нешто важно кое што мораме и треба да го истакнеме. Секако решивме од февруари да потпишеме и заеднички меморандум за движење на листа со лична карта и унифицирање на процедурите за работните
дозволи на сите граѓани во регионот. Односно го презимаме софтверскиот систем од Србија и ние во Република Северна Македонија и во Албанија, каде што со мечирањето директно на нашите Министерства за внатрешни работи, царинските испостави и слично, како што рече председателот Вучич, ќе имаме можност да граѓаните од Република Северна Македонија и Албанија директно преку ваквиот софтверски систем тоа да го најават и веднаш не им требат процедурите за вадење работни дозволи, работни визи и сите други процедури, односно ќе може да се вработуваат, односно и обострано во сите земји со едноставно само прикажување и навремено најавување на тие документи. Значајно е што планот на Европската банка за обнова и развој на нивниот февруарски самит, кој што е планиран во енергетската конференција да се одржи токму во Подгорица, е значајна работа во областа на енергетиката. Сакам да знаете дека разговаравме за создавањето на можности да било кој жител, граѓанин од светот, дали е тоа од Европа, Азија, Америка, Австралија, влезе во овој регион, не знам, преку границата од грчка страна, или од Унгарија, или од Хрватска, или било каде, повеќе не му треба дополнителни документации и визи, која ќе патува низ целиот овој наш регион. Тоа е една цел која што поставивме пред нас. Еве да изберам еден дел од граѓани, например граѓани на Кина, ако слетеа на аеродромот во Белград, ќе може слободно, без било каква документација да влезе во сите 6 земји во самиот регион. Она кое што исто така е значајно, кое што во овој период треба да го повториме, е конечно дека Албанија и Република Северна Македонија очекуваат позитивни пораки во оваа пролет, затоа што ова што го правиме овде е навистина CEFTA плюс, е навистина RCC плюс, навистина е Рајко плюс, навистина Берлински процес плюс. Нешто што можеме да направиме плюс сами, вака здружени, и верувам дека тоа нашите граѓани ќе го почувствуват и верувам дека и европските партнери ќе му дадат дополнителна важност. Зашто ја користам приликата навистина да се заблагодарам на директорката за Западен Балкан од Европската комисија која што е денеска со нас, да се заблагодарам на Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициона банка, Светската банка која што работеше со нас, секако и Мајлинда од регионалниот центар за соработка која што беа заедно со нас. Сето тоа потврдува дека сме навистина сите фокусирани на нашиот пат до европска интеграција, но можеме да направиме плюс. Тоа што е задача за сите. Следниот состанок, како што реков, е како последен што се обраќам, е планирано да биде во Белград. Ќе одреди председателот Вучич, која ќе биде точната дата и тие тоа ќе го соопштат. После тоа очекуваме, еве јас се согласувам како што не повика и председателот Мило Џукановиќ, да биде тоа во Подгорица, ќе ни биде драго да бидеме присутни таму. Се надевам дека тоа може да продолжи, зошто не, во Сараево, во Приштина, таман да дојде мај, кога ќе бидат завршени изборите во Северна Македонија, за да бидеме ние повторно домаќини. Ви благодарам на сите за присуство. Ова е третиот состанок, третата на иницијативата и ова без прашање е јасно дека имате желба да продолжите со ваквата иницијатива. Прашањето е за сите, но ќе одговорам јас. Тоа може би оно што не го слушнавте на микрофон во првиот дел. Прво, ние се договоривме заедно со Европската комисија и со Светска банка да направиме нацрт и на следниот состанок не само на маса, туку да имаме нешто што ќе може да го споделиме со јавноста, а тоа се насоки за развојот што се очекува од оваа иницијатива. Иницијатива која што помага за имплементација на договорите кои што имаат специфично економско влијание на целиот регион и на секоја земја поединечно. Всушност, ова е придружено со мерење на резултатите на секој 6 месеци заедно со комисијата и со банката ќе направиме проверка на она што било направено.
Го велам ова затоа што има многу теории на заговор, многу работи кои што се зборуваат, а не се точни за фактот дека оваа иницијатива нема никакво влијание врз земјите и дека оваа иницијатива може би има влијание само за Србија и така натака. А во меѓувреме, очигледното е сосема видливо. Секоја земја што е вклучена во процесот ќе има корист. Процесот всушност ќе донесе напредок за сите земји. И навистина можам да повторам дека комисијата е подготвена да распредели 1,2 милијарда евра следната недела на нашите држави, на државите од регионот, со што ќе се овозможи спроведување на договорите, па така иницијативата ја зголемува кредибилноста, ги зголемува нашите капацитети да прифатиме фондови кои што не се заем, тие се грантови. Трето, ќе ви дадам пример, и тоа само еден. Со отворање на границите, за сите оние кои што доаѓаат од трети земји, а тука ќе ја споменам и јас Кина, сите граѓани кои што доаѓаат да посетат една од нашите земји, и ќе ја споменам и Србија, бидејќи и со задоволство и со жалење можам да видам колку патриоти на Facebook ме напаѓаат. Епа ние експоненцијално ќе може да го зголемиме бројот на кинеските туристи во нашите сопствени земји. Тука зборувам за Албанија, но тоа ќе се однесува на целиот регион. Ова ќе се случи веднаш. Ова не е производ на мојата фантазија. Ова е економска проценка врз основа на искуството на другите. Туристите ќе можат да дојдат во нашата земја и ќе имаат можност да одат во другите земји од Западен Балкан без дополнително трошење, часови за процедури, едноставно ќе преминат границата. Дадов само еден пример, но ева уште еден пример. Албанските извозувачи. Оние кои што извезуваат производи. Оние извозници на градежни производи, кои што се зголемуваат во регионот, ќе имаат невидена корист. И последно, кој може да каже дека слободното движење на луѓе, стоки, услуги и капитал, подигањето на бариери, олеснувањето на процедурите нема да донесе развој за економијата, за бизнесот, нема да донесе просперитет за сопствените земји. Такво нешто може да кажат само оние кои што не сакаат да видат реалноста, кои што не живеат во реалноста. Ние зборувавме со црногорскиот претседател за износот на проток помеѓу двете земји, помеѓу Албанија и Црна Гора. Црна Гора, како што кажуваме, е најголемата туристичка атракција во регионот. Која користа што ја имаме и која што Црна Гора ќе ја има, ако ги отвориме границите, и ги немаме овие проверки и контроли на граничните премини. Сакаме да го олесниме движењето и тоа ќе го направиме во февруари. Колку пати сме виделе луѓе кои што сакаат да тргуваат помеѓу Албанија и Северна Македонија, а мора да чекаат
редици и редици на границите. Најголем дел од нивните производи веќе се скапани кога ќе дојдат до точката на продажба. Токму поради тие документации за фитосанитарни продукти и унифицирањето на документите и тој еден сертификат што ќе биде признаен во сите земји ќе ни донесе голема корист и тука ќе работиме заедно со Европската комисија за ова да ја стандардизираме технологијата и да работиме со соодветни лаборатории и тоа ќе промени реалноста. Ќе промени реалноста радикално. Оние кои што ја гледаат реалноста го сваќаат ова, нема потреба ние постојано ова да го повторуваме. Одговорот ми е дека 2020 самата ќе ги покаже резултатите од оваа работа и верувам дека бројките од нашите економии во 2020 за нашите земји, земјите кои што се на оваа маса, а верувам и бројките на Косово и Босна кои што не се присутни тука поради некаква причина, исто така ќе го кажат своето. Ова ќе влие врз бројките на економијата, на вработувањето, на странските инвестиции. И тоа ќе биде првиот значаен знак кој што ќе го покаже влијанието на оваа иницијатива. И година за година овој знак од 2020 ќе се претвори во значителен знак за нашите економии. Ова ќе биде израз на нашата подготвеност да учиме од оние кои што се многу пред нас денес. А зашто се пред нас? Затоа што тие успеале многу порано да сватат што се случува со протекционизам, со затворени граници, со теории на заговор, дека од тоа само може да се изгуби. Денес председателот на Црна Ѓукановиќ се приклучи на тркалезната маса 4 од 6 лидери од Западен Балкан. Дали таквиот формат е успешен, ако не сите земји се вклучени? Специфично прашање за вас, господине Рама. Дали имаше дополнителни услови за Косово и за Босна и Херцеговина? И што мислите за коментарот на господинот Тачи и како вие ја коментирате дебатата што резултираше од оваа иницијатива без учеството на Косово? И уште едно прашање за 4 лидери. Фактот дека ИУ стана дел, како и САД стана дел од овој формат, дали е тоа сигнал дека го охрабруваат во споставувањето на Балканска унија и признаваат дека на нивната агенда го немаат како свој приоритет интегрирањето на Западен Балкан? Сватив дека господин Рама ќе го одговори вашето прво прашање, што директно го прашавте него. Па јас ќе се обидам да одговорам на второто прашање. Сметам дека е многу јасно и не признавам дека не можам да препознам дека ничие учество во овој диалог има идеја само по себе да направи каква било унија, како што споменавте вие, Балканска унија, што би требало да представува замена за нашето членство во Европската унија. Дури и како идеја да дојде од некого ќе кажеме дека не, сакаме да бидеме членови на Европската унија. На тоа работевме долго време, работевме посветено и не сме подготвени сега да ја промениме стратешката насока. Не добивме нови информации со кои што би се поколебале и би рекле не сакаме да одиме во Европската унија. Напротив, неодамна кажавме дека ние сме против каква било идеја за промена на правилата на играта сега по 7 години, затоа што правилата на играта беа воспоставени во Солун во 2003 и
конечно беа одредени кога почнавме со преговори во 2012. Нашата цел е Црна Гора како член на Европската Унија, не ни треба замена за тоа, не гледаме дека има понуда за промена и како што веќе реков, Јас да додадам, уште еднаш напоменуваме поддршката на Европската Унија, сите институции кои што доаѓаат од Европската Унија, секако и на Соединетите Американски држави вклучено, за мене значи само забрзување на нашето интегрирање во Европската Унија. И ништо повеќе. Ова соработка која што отвараме може да биде дополнителен акцелератор на отстранување на нетрпението на нашите граѓани за побрзо членство во Европската Унија, но секако со причини неизвистенски трансформативни процеси кои што ќе не европеизираат. Таа европеизација можеме плюс да ја направиме и самите со преку ваквата соработка која што ја правиме. Гледаме многу простор пред нас и веруваме дека тој простор треба да го искористиме. Не само тоа, должност ни е да работиме во функција на граѓаните, на економијата, на стопанството, на фирмите, за да може да донесеме повисок економски стандард час поскоро, колку што е можно тоа побрзо да се случи и верувам дека така ќе бидеме и подобри служители на нашите граѓани, но истовремено очекуваме и земјите членки на Европската Унија, како и европските институции тоа да го препознаат како наша сериозна, зголемена аспирација за побрзо членство во Европската Унија. Ништо повеќе, ништо помалку. Секако Европската Унија нашиот пат, европските вредности се нешто што нашите граѓани тоа го очекуваат, а нашата должност како лидери на земјите е тоа да им го овозможиме час поскоро. Јас ќе пробам да одговорам и на претходното прашање за тоа што граѓаните ќе добијат од ова и каква е конкретната корист. Јас мислам дека тоа е најубавото прашање. И ќе одговорам на два начини. Прво, без ова ние не можеме да обстанеме. И тоа не го гледаат само оние кои што не сакаат да го видат. Никој од нас не може да обстане без ова. Ние сме толку мали, толку неважни, што ако не се зголемуваме, ако не го зголемуваме нашиот пазар на труд, нашиот економски пазар, ако не работиме заедно, ние нема да обстанеме. Колку млади луѓе си замина од Бугарија, од Хрватска, од Албанија, од Северна Македонија, од Србија, од која сакате земја, си заминуваат секој ден, а како ќе ги вратиме? Како оние луѓе што останаат ќе ги задржиме во нашите земји? Така што ќе создаваме атмосфера на конфликти, на караници, затоа што тоа носи политички поени. Јас пред малку се налутив на нашиот пријател Еди, затоа што цело време како да се брани. Од што да се браниме? Од тоа што го правиме најдоброто за нашите земји и за нашите народи? Од кого се браниме? Од оние кои што би сакале да не вратат во 18 или 19 век? Од оние кои повторно би сакале да не видат како се тепаме? А ние само сакаме да живееме и да работиме заедно, едни покрај други, и да имаме нормална еднина. И да размислуваме за тоа како едни на други ќе си помогнеме. Мене синоќа на концертот ми беше и прекрасно и тажно. Но ја запознав албанската култура многу повеќе од колку што ја познавав претходно. И му благодарам на премиерот Рама што ни го возможи тоа. Јас ве прашувам, што од сето ова што ние го работиме, една работа кажете ми, една мерка што е лоша. Навистина сум среќен што овие европјани, овие американци и странци се со нас денес тука. Среќен сум, но не можам да им се улизувам. За мене е важно што ќе кажат нашите граѓани, нашите луѓе. Што е тоа што го направивме лошо за нив? Од она што Србија ќе го испорачи, ќе можете најмалку 100 семејства да помогнете во Албанија, да имаат пристоен покрив врз глава. Ќе прехрануваме десетина илјади семејства и во Србија, и во Албанија, и во Северна Македонија. И ќе можеме да создаваме илјадници нови работни места. И зошто да се срамиме од тоа, како ќе го направиме тоа? Ова е најдобра покана за инвеститорите, ова е најдобар повик за нив. Има една германска фабрика која што работи во Крушевец и во Битола.
И тие сега ги менуваат инженерите, ги менуваат економистите, ги разменуваат и нема да имаат никакви проблеми. Тие ќе бидат заинтересирани да градат трета фабрика во нашиот регион. Ако се е во ред, тогаш тоа може да биде во Албанија. Како мислите да ги привлечеме инвеститорите? Со тоа што ќе се тепаме? Со тоа што ќе воведуваме дополнителни царини, такси, протекционистички мерки? Но тоа не може да се заврши и само за 3 месеци и луѓето да почувствуваат поголемо подобрување. Но погледнете, запомнете ги моите зборови. За 3 години погледнете го растот на овие 3 или 4 или 5 земји, како и да сакате, во споредба со некои други. Затоа што креирањето на амбиентот не трае месец дена, не трае 3 месеци, трае година дена. И тогаш ќе може да ги видите најдобрите можни резултати. И тоа сите оние кои што се занимаваат со таквата работа го знаат тоа, што се однесува до Европа, до променетите услови, нема променети услови за никого. Сите се добре дојдени. Што се однесува до Европа, до Балканската унија или не знам што, ние сме веќе 6 години на патот кон Европа. Им благодарам на целата поддршка, им благодарам на се што прават. Но ние зависиме и треба во секој момент да зависиме од тоа да се прво да се помолим на Бога, па потоа да ги помолам луѓето од Европа да ни отворат 2 или 3 поглавја на место едно, пак такво нешто мене не ми паѓа на памет. Нема да се понижувам ниту себе си, ниту земјата што ја водам, ниту народот што го водам. Прво вие кажете ни, добро, ја работиме својата работа, вие кажете дали ја работиме добро или не, оценете го тоа како што сакате, но тоа, пријатели мои, не зависи само од нас. Тоа зависи и од нив и од внатрешните прилики. Јас тоа го кажувам во лице, не го крием од никого. Тоа зависи од тоа што тие ќе направат сами со себе, каква нивната политика ќе биде во иднина. И сите го знаете тоа, ние може да им се додворуваме колку сакаме. Ништо нема да ни вреди тоа. И можеме да бидеме најдобри на светот и тоа нема ништо да ни донесе. Постојат земји членки, големи земји членки, кои што не би можеле да денес да отворат преговори со Европската унија, зашто нивните извршни органи ги бираат правосудството, а нас би не обесиле во Брисел. Сите четворицата можеме да го направиме истото. Значи, ние сме на европскиот пат, целта ни е Европската унија, но ајде да видиме колку тие всушност ќе не сакаат во иднина. А кога не зависи се од нас, ајде да го работиме оно што можеме да го работиме. Ајде да го сработиме оно што зависи од нас. А како ќе го уредиме нашиот простор, тука зависи од нас, а не од некој друг, и не од големите сили. И ако ние подобро се разбираме меѓу себе, тогаш подобро ќе живееме. И никој нема да може да не подценува. Никој нема да може да не раскарува и едни со други повеќе ќе се почитуваме. Реков дека нема да престанам да повторувам дека оваа иницијатива е инклузивна. Не исклучува никого. Не поставува никакви услови. Дозволете ми да ви предочам многу едноставен факт кој што објаснува се. Порано имаше гласови што сум кога требало да добиам гласови или да креирам политика, тогаш се занимававме со границите на Косово. Па токму со оваа иницијатива ние всушност зборуваме за отворање на сите граници, а не за отворање на една граница. Нема услови, нема никаква условеност. И ова ќе се смета неприфатливо ако отсуството на Косово тука зависи од услови поставени од Србија. Нема услови. Не исклучуваме никого. Ако се договориме со Србија, со Црна Гора, со Северна Македонија, да продолжиме со либерализација во секоја насока, може ли да ми кажете што ќе добие Косово со тоа што не се тука? Во врска со изјавата, со декларациите, навистина жалам за таквите изјави. Тие се само за внатрешна политика.
на пат кој што ја сметам дека е ќорсокак за за Косово. На Косово не му треба изолација, не треба да биде исклучено. Не треба да се обвинуваат, особено не внатрешно, и секако нема потреба да се унесреќуваат оние кои што ги поддржували во најтемните денови. Ги имаме Европската Унија, ги имаме САД, имаме 4 држави кои што ги отвараат вратите на другите 2 држави од Западен Балкан. И ако на Косово денес му треба почит, интеграција, економски развој, па ова е тој пат. Другите патишта, другите насоки се неомарксистички фантазии, абсурден протекционизам. Дали некогаш сте виделе земја, сиромашна земја во историјата на светот што всушност се служи со протекционизам, воспоставува одредници кои што се несватливи за САД и за Кина? Ова е самоубиство, не само економски, туку и политички. Ние имаме пријатели, поддржувачи на овој процес. Сите кои што го поддржуваат се тука денес. И последната работа што би сакал да ја кажам е дека не постои сомнеш дека ова се прави за да се добијат поени. Ние не го правиме тоа за таа цел. Ако го правевме за моќ, за политички поени, немаше да бидеме тука. Ова го правиме за иднината, во служба на луѓето кои што често ги забораваме кога зборуваме за политиките. Ова е за обичниот народ, луѓето кои што се предприемачи, кои што сакаат да работат, да се движат, на кои што им се потребни инвестиции, затоа што и беше повторено ова неколку пати. Ние сме многу мали. Многу сме мали и одделени. И ако сакаме да имаме повеќе инвестиции во енергетиката, во сите области каде што може да дојдат инвестиции, ние мора да им понудиме на инвеститорите отворен пазар. Србија има највисока стапка на странски инвестиции, но апсолутно е недоволно дури и за самата Србија. Во Србија и секаде прашањето е колкава е големината на пазарот, колку ќе биде лесно да го движиме трудот на овој пазар, колку лесно може да ги движиме човечките ресурси. Ова се прашања кои што доаѓаат од инвеститорите, а не од политичарите. Затоа ви се заблагодарувам на сите за присуството и сакам да кажам само уште една реченица. Оваа иницијатива е иницијатива за иднината. Ова не е за минатото, ние градиме мост помеѓу минатото и иднината. Минатото не разделува, иднината не спојува. А тука во сегашноста сега се среќаваме за да се погледнеме во очи и собираме храброст да работиме кон иднината, затоа што само така ќе ги зацелиме раните од минатото.